Почитувани гледачи, добар ден во уште едно издание на Пресинг на актуелни политички теми во контекст на она што не очекува како можен расплет на политичката криза во која што повторно Западна Македонија по референдумот за Преспанскиот договор, што може да се случува на политичката сцена, односно дали се можни предвремени парламентарни избори, нови предвремени парламентарни избори или пак е можна она идеја на власта за 80 поддршка од 80 пратеници на Преспанскиот договор и со тоа продолжување на неговата реализација, оние зацртани цели за влез во НАТО и секако подоцна добивање на датум за преговори со Европската Унија. За тоа што може да не очекува во периодот кој предстои, разговарам со Ивон Величковски, председател на Либералната партија. Господин Величковски, добар ден, добро дојдовте во Пресинг. Добар ден, благодарам за поканата и честитки за проектот, посакувам успех. Благодарам. Првото прашање, помина скоро 10 дена, една недела од референдумот. Од оваа временска дистанца знаеме кои се апетитите и на власта и на опозицијата по резултатот на референдумот, 37-36 за преку 8% излезност. Власта смета дека има неколку дена на располагање за 80 пратеници, доколку не предвремени парламентарни избори, барањата на опозицијата исто така ги знаеме. Што ви се чини дека има поголеми шанси да се реализира во моментов? Нови предвремени избори или поддршка од 80 пратеници за договорот од Преспа? Мислам дека се е во игра и тука нема да се изненади никој што не гледа. Во игра и едната и другата варијанта. Оно што е битно е сега како ние би можеле да дојдеме до по-одржливо, по-сеопфатно и по-квалитетно решение. Јасно е дека во преговарачките процеси е дојдено до моментот на дефиниција ерга омнес име и тоа верувам дека на сите им е јасно и на во власта и во опозицијата дека точка која што тешко ќе може да се промени натаму. Прво, второ, не сакам сега да ги коментирам сите оние адреналински изјави од 30 септември вечерта, од 1 октомври и така натаму, но што е битно е сега да се види дека завршена една етапа во политиката во Македонија, таа демистифицираше неколку работи. Прво, дека рамките на она што значеше преговарачки процес, референдум предложен од Груевски, прифаќање на фрлената ракавица од Црвенковски во 2011 година, таа рамка сега е завршена. Референдумот е одржан, договор има како што е потпишан и еднаш и ратификуван веќе во собранието кај нас. Тоа значи дека сега и Заев и Мицковски, како лидери на најголемите политички партии, се ослободени од рамките на тој процес кој што бил до сега. Затоа мислам дека пребрзани изјави да нешто биде, како што е договорот, прогласен за мртов или да се инсистира по секоја цена без да се истражат дополнителните прозорци на можности кои што ги дефинираат некои аналитичари и без да се обидат тие прозорци на можности да ги отворат, сега се подотворени, да ги отворат и до крај да се прецизираат некои работи кои што можат и тоа како да обезбедат гаранции и решавање на прашањата за оние идентитетскиот корпус на прашања. Без да се завршат сите тие работи, јас не би сугерирал да се оди на било која избрзана варијанта која што може само натаму да дестабилизира и натаму да произведе нова политичка криза. Велите да не се оди на избрзана варијанта. Од друга страна, слушајќи и представниците на власта, вклучително и премиерот, е дека роковите притискаат, дека се може да се измести од она првична рамка на договорот од Преспа. Мислите ли дека има амбиент во Македонија да се направи договор, па макар жртва на тоа договарање да биде и пролонгирање на врските на договорот, со поддршка на меѓународната заедница која што гледаме дека апелира дека предвремени избори не треба да бидат опција за решавање на кризата? Вака, прво да расчистиме дека меѓународната заедница помогна многу за да се дојде и до овој договор. Прва работа. Втора, меѓународната заедница ќе има разбирање доколку и одредено, јас би рекол, временски рационално пролонгирање, не зборам за пролонгирање во недоглед, доколку се случи за да има одреден ефект. Јас кога зборував за прозорците на можности, тие прозорци на можности како би ги подотвориле домашните политички субјекти, така би ги помогнале да се отворат и меѓународните пријатели. Оно што е натаму битно е дека секое решение, било да е согласење во собранието, било да зборуваме за натамошни договарања и за натамошни уредувања на одредени прашања, ќе ги инволвираат сите релевантни политички партии, било да се застапени или да не се застапени во собранието. И тоа е многу битно,
Затоа што од ова прашање ние натаму не смееме да имаме нова поделба како она што беше во 93-та година, па повторно да имаме 20 годишна риторика, предавници, не знам, победници, не знам ова. Напротив, нас сега ни треба стабилизација, затоа што новиот курс кој што би можел да го земе Македонија треба да биде курс на конструктивност и на одржливи решенија. Ако тие бидат манифестирани од политичарите, тогаш тие ќе се преселат секаде, и во сите сфери на општественото живење, во економијата и така натаму. Да не го трошам времето на флоскули. Амбиентот што ќе го создадат или ќе го уништат политичарите. Мојата сугестија е да бидеме конструктивни и да создаваме амбиент на договарање. Подсетувам дека аргументите кои што ги изнесов и до сега се препознати во многу политички партии, па верувам и во СДС и во ВМРО-ДПМН. На одредено ниво, и веројатно и тие се земени во анализа. Дуи веќе јасно го кажа својот став и мислам дека и тоа е во еден корисен пристап. Затоа сугестијата е да не се оди на избрзани решенија или да не се оди на вокабулар кој што ќе ги донесе политичките лидери до зид. Еве, јас застапував една идеја, односно ја понудив на јавна дискусија, нешто што во слични услови на слична поделеност и слична конфронтација во 2014 беше така наречена широка влада. Слушнав некои аналитичари зборува и прочитавме сите зборува за така наречена влада на национален прогрес е слично. Ако ги земеме барањето што ВМРО-ДПМН сосема легитимно ги испорачува во делот на пржинска влада, ако го земете овој пристап на широка влада, тоа значи дека може да биде широка, може да биде доволно пржинска, може да биде за промени корисна. Па еве, тука би замолил да го размислат ова сите и секој да си ја преземе одговорноста согласно капацитетот и представеноста во собранието. И како мислите во таа влада на широка коалиција за спас во моментов, како што ги дефинираат владите, да се најде компромис меѓу крајно спротивставените барања на ВМРО-ДПМН не прифаќаме промена на уставно име со цел промена на устав со цел промена на уставно име и оваа позиција на СДСМ да го истурка договорот и да се најде компромис за 80 пратеници да го поддржат. Што би се сменило во таа влада? Видете сега. Прво, овој процес и овој референдум демистифицираше неколку работи. Демистифицираше прво фактот дека во ВМРО-ДПМН и во минатата влада многу било јасно дека ерго омнес решението било барано и дел од решението од страна на грците. Сега стана јасно дека тој бил проект кој што бил сосема добро разбран и во Македонија, и во Грција, и во меѓународната заедница. Втора работа, референдум е одржан. Има заклучоци врз основа на бројот на гласови кои што постои. Значи, референдумот формално правно не е успешен, суштински има бројка од 600 и кусур илјади луѓе кои што поддржале таков пристап и тоа е решение тоа е бројка која што во чие име вреди да се бара решение. Трета работа, многу значи е тешко прашањето и тие кои што одлучија да не поддржуваат, да бойкотираат, да абстинираат и слично, и тие имаат свој став. Улогата на политичарите е тоа да го разберат и да го преточат во решение. Таа влада што би решила? Па, веројатно би можела да реши многу повеќе работи ако има разумен, повторно ќе кажам, временски рок, бидејќи избори, дали во 2018 или во 2019, предвремени сигурно ќе имаме. Заедно со председателски, после председателски, пред председателски, не знам. Второ, имам ограничување што не можам да ја знам состојбата во собранието во моментот, не сум присутен таму. Но она што е битно е дека таквата влада, ако ги бара оние решенија низ прозорците за можности кои ги спомнав, не сакам да оптеретувам сега, постојат точки во дефинирањето на оние така наречени идентитетски прашања, кои што се идентификувани и може да бидат коригирани, за кои по моите информации Грција имала разбирање уште во текот на преговорите. Треба да видиме во владата и во Министерството за надворешни работи кој имал поинаков пристап. Но да разбереме уште нешто. Ниската одзивност можеби не се должи толку на ергомнес решавањето, колку на непостоењето на или идентификацијата на опипливи гаранции за она што значи спроведување на договорот и за она што значи идентитетско прашање. Ако е тоа така, таква една широка влада може да идентификува проблем, решение. Врз основа на тоа може да се приближат ставовите на политичките партии, за потоа да не зборуваме натаму за нови поделби и кавги. Инаку, најголемиот ризик што го имаме со овој референдум е што низ формата на прашањето и кампањата практично ги доведовме во прашање интеграциите на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија.
Тука беше ризикот на вака поставеното прашање, па натаму мислам дека треба да ги извлечеме поуките од она што се случи. Уште едно прашање за референдумот и улогата на меѓународната заедница пред да проговориме малку и за можните комбинации на евентуални предвремени избори. Сметате ли дека овие можности за пролонгирање, за наоѓање компромис кој што ги остави меѓународната заедница се резултат на нивната желба, условно кажано, тоа во што влегле на крај да резултира со успех? Сметате ли дека кај нив постои одреден вид разочараност или изненаденост од резултатот на референдумот, имајќи предвид дека можеби постоеле силни убедувања од владата претходно пред посетата на Меркел и на сите оние странски представници кои што дојдоа во Македонија во пресрет на 30 септември, дека референдумот ќе успее? Постои ли изненаденост кај нив и желба сепак да на крајот да нивната мисија да излезе како исполнета? Нивната мисија е да ни помогнат врз основа на партнерска соработка. Тоа сме го побарале од нив, тоа ни го даваат. Зборуваме Соединените американски држави, Германија, Франција, значи оде не знам кој се не се нареди овдека. Во еден момент, веројатно и во јавноста дојде до презаситеност од тоа, но тоа е прашање на тоа како сте ја воделе кампањата, а не кој дошол. Бидејќи тие што дошле сакале, дојдете ќе биде успешен, дајте легитимитет на целиот процес. Видете сега, јас не знам, не сум ја водел кампањата. Јас сега се обидувам да најдам решение врз основа на компликациите кои што се настанати. Ниту сум создавал компликација, ниту сум го саботирал процесот, ниту ништо. Сега се обидувам да бидам колку можам поконструктивен, затоа што ова прашање не е прашање на една партија влада, туку на сите нас. Втора работа, пристапот на таа меѓународна заедница бил секогаш да се помогне, заради тоа што ако не сакале да помогнат, ова денеска нема ни да го имаме. Сме имале разбирање и заради тоа треба да ги искористиме ги искористиме тие прозорци на можности. Но да бидеме отворени. Прозорците на можности ќе ги отвориме и ќе ни помогнат да ги отвориме доколку иницијативата доаѓа од кај нас. Тврди изјави, адреналински изјави, во тоа нема да помогнат. Натаму во тој дел е и толкувањето на пораките. Сите мислиме дека пораките што се упатуваат кон власта, кон опозицијата се прекор. А зашто не погледнеме дека низ тој прекор можеби има и обид или самата порака е мотивација. Се обидувам да гледам позитивно, се обидувам да гледам од оној пристап нели чашата дали е полуполна или полупразна, се обидувам да гледам дека е полуполна, затоа што премногу долго се занимаваме со тоа колку е празна чашата. Доколку се реализирана да нема поддршка од 80 пратеници во собранието договорот од Пресп, ги слушаме разните варијанти за комбинации со пратеници од ВМРО ДПМН ќе има, ќе нема поддршка, доколку се увиди дека се нема поддршка од 2/3. И сепак решението контра ставовите на меѓународната заедница е предвремени избори. Какви прегрупирања во пресрет на изборите можеме да очекуваме? Можеме ли за прв пат да видиме македонско-албанска коалиција пред избори во контекст на она што го каже Иду, една од нивните три варијанти коалиција со СДСМ, или сметате дека е веројатно на варијанта СДСМ и останатите албански политички партии, или ајде да одиме прво со ова, па потоа ќе сакам да ве прашам и за тоа дали е можно СДСМ да оди условно кажано сам избори со неучество на ВМРО ДПМН, доколку не се исполнат барањата на Мицкоски. Може да се обидам да одговорам во една реченица на сето. Се е можно. И нема да откријам топла вода. Поентата е дека кога ќе дојдеме во делот на тие калкулации, веќе ќе биде предоцна за било каков политички процес и тогаш ќе се оди на класично решение. Меѓународната заедница мислам дека е свесна, или се надевам дека е свесна, дека класично решение на парламентарна демократија овде не е возможно поради сите преседани кои што претходно се случени. Ако е тоа размислувањето, се согласувам со таквото размислување. Од друга страна, значи тие јасно ги кажа насоките и побара лидерство. И се тоа е лидерство, нели ние го доживуваме како тој што ќе излезе и ќе го поведе народот. Не, лидерство е не само поведување на народот, туку поведување врз основа на решение, врз основа на јасен правец. Мислам дека и Заев, и Мицковски, и Ахмети, сите тоа добро го знаат. И се јас не сум тој кој што треба нив да им држи лекции. Можам само да охрабрам и да помогнам да никој не дојде до позиција уз зид да се постави. Прва работа. Второ, значи да нема маневарски простор. Второ, политичкиот процес секогаш ќе предизвика и ќе резултира со диалог и на крај се надевам дека тој диалог ќе биде продуктивен. Заради тоа, бидејќи сите можности се отворени, не би сакал во моментот да навлегувам во
кој со кого како би идел, од едноставна причина што сите ќе ги разберат резултатите на свој начин, но соедно сите треба да бидеме свесни. Гласачите гласа или не гласа, затоа што се определија или не чувствуваат доволна мотивација тоа да го соопштат. Низ класичните медиуми и анкети, гласачите одбија да кажат што ќе прават и таа непредвидливо сега сите политички партии ги доведе во позиција на блокада. Доброто е што, бидејќи граѓаните 27 години беа во позиција на блокада од политичарите, сега за промена граѓаните им ја вратија топката назад на политичарите. Гневот на гласачите поради, не зборам само прашање, не знам, национални и слично, напротив, сега гневот е манифестиран заради сето оно што значи стандард, економија, несправување со корупција и криминал, и сега тоа се врати назад. Па дури тоа можеме да го гледаме и како порака кон меѓународната заедница, која е доживеана како своевиден нем посматрач на тие процеси кои што овде се случуваат, а воопшто не е било цел такво нешто да произведе овде. Заради тоа сите опции се отворени. Која е гаранцијата дека дури да одиме на предвремени избори, ЗАЕФ во коалиција со представници политички партии од Албанскиот блок или други партии би имал 80 пратеници? Што доколку нема 80 пратеници сега, одиме на избори, пак се доведеме во една иста ситуација. Повторно ќе одиме на избори, нема да биде тоа само губење време. Секое одење на предчести избори не само што ќе блокира економијата, туку ќе придонесе да овде се јават движења кои што не сме можели да предпоставиме. Затоа сугестијата на меѓународната заедница, односно на тивка сугестија да не се оди баш многу на брзи избори, на предвремени избори, е од причина што ти мислам дека и тука и аналитичарите и странските представници разбраа дека пораката на граѓаните не се однесуваше само на договорот, не се однесуваше само на владата и не се однесува само на целокупната состојба, туку е една мешавина од се. Заради тоа, мислам дека на сите ни е јасно дека во овој момент не може да се предпостави каков ќе биде исходот од било која политичка претубација или групација. И втора работа, никој не може да биде сигурен дека ќе се добијат чисти резултати. Двотретинското мнозинство по сите параметри за сега е многу тешко да се очекува дека ќе биде постигнато. Напротив, сите стравуваат дека резултатите ќе бидат со отстапување од плюс минус 5 од ова што го имаме сега, за која страна и да е. А ако е тоа така, повторно ќе биде тешко да се создаде двотретинско мнозинство и тогаш ќе влеземе во уште поголема компликација. Поголемата компликација ќе предизвика нови избори и тогаш веќе ќе влеземе во една лоша спирала. Во овие политички случувања, како за крај на овој разговор, која е позицијата на Либералната партија? Ова што го кажав, да се бараат решенијата и на крај собранискиот процес да овозможи да се дојде до договор, но тука понудивме и овде ги идентификувавме овие прозорци на можности и би сугерирале за доброто на сите да се пристапи таму. Ова го кажуваме без интерес. Ние не можеме, освен интересот, јавниот интерес и интересот на општото добро. Ние не можеме да придонесеме институционално во тој процес, но еве можеме да се обидеме да поттикнеме решенија и да охрабриме да дојдеме до нив. Секоја асистенција во размислувањата и во решавањето стоиме на располагање. Рековте дека би биле контрапродуктивни за добар дел од работите нови изборни циклуси, но доколку ги има, како би настапила Либералната партија самостојно? Изборниот циклус не зависи од одлуката на Либералната партија. Во моментов замолуваме да сите ги размислат и да ги исцрпат сите преостанати можности. За тоа што ќе биде после, ако биде, ќе се видиме повторно и ќе разговараме. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со претседателот на Либералната партија Иван Величковски.